Не бе брат, нема појак. Значи појак народ од нас не постои. Точка. Значи минатата епизода правиме муавет за тоа колку се скокотливи луѓето. Те слуша за те разбери ке слушниен збор негде во реченицата, пример Александар. Готово те фит или одма пали. Небитно е тоа што го збораш, дали е така, дали не, дали е мајта, бе, нема врска. Одма пал. За точно тоа го правиме муавет. За тоа се работи во видео. И што опрат батина? Се палат бе бате. Го слуша тоа што го збораш, за него си се пронаоѓа во муавето и го прави истото што го збораш ти во видеото дека го прави. Па нема појако. Ако некогаш постоело дефиниција за сам себе убиел, тоа е тоа. Како го лубито Турск, што се фрлале во реката. Јетив на кров си прави сам. Прејако. Ама сепак мислам дека има уште една појака работа. Појака во наводници нормално. Што ние може да ја правиме понекогаш многу ред. Ама зато другите околу нас се изгорени да ја прават. А тоа е мешањето на комшите во секоја манџа која се спомни нашето име или некој лик од нашата историја или што и да. Значи ако ние се палиме на името Александар, па да не правиме муавет за нашите соседи кога се пал. Бе нема видео на интернетот нигде кај што се спомнува нешто за нас, а кај што не можеш да најдиш во коментар еден тон од нашите соседи. И сите контра, со вреѓање, со зборање, со карање, да ти дојди да му речиш кој те праш. За таму оригинал е кој те праш. А за во моментов оригинал е на шпица да маниме па да продолжиме муаветот и многу жесток ќе ви. Може? Ајде да те пуштам. Јас разбирам се. Правиме муавет за античка историја. Никој од нас не бил ни одблиску таму за знај точно како било, па и да бил знаеш какви се луѓето рекла казала. Ќе кажи, ќе прекажи, ќе измисли уште 300 работи. Ќе за глупости лажат дома. Ќом леп да купам ќој в кладилница, не па за побитни работи, па нема врска. Како и да е, еве историјата пишеле победниците, напишана е некако таа историја. Што значи треба да е истата историја на секаде, така? Ерно, ама не очигледно, некои работи негде поинаку се перцепират или поинаку се кажува. Работата стигна кој како му одговара, така си каже. И ај во ред. Ако сакаш да кажеш дека ова е зелено или црвено, во ред е зелено, црвено. И то не го разбирам, ама да речи еве ќе се потрудам, сваќам. Ти сакаш зелено, биди зелено. Нешто не сваќам. Од кај иди таа пуста потреба да ги убедваш и другите дека ова зелено? Не сам во живот да ги убедваш и по коментари. Пример ќе речи некој зедов црн телефон и ти земаш не зелене и го убедваш, се караш, го вреѓаш. Зошто бе? Логично ви е нешто во муавето што вете. Истиот муавет и со овие глупостите за кои се расправате по коментари. И пак ќе речем, ние како народ може да го правиме тоа, си го правиме меѓу себе обично. Те водат кавги по интернет и со други луѓе, ама обично кој друг почнува. Ретко кога ние го почнуваме муавет. Дали то се должи на многу работниот живот што го имаме, па немат време луѓето се замарат со такви работи. Јарно, ама за разлика од нас, очигледно во комшите имаме луѓе што нешто немаат работа, туку како то работа да му. Значи како да седат нон-стоп 24/7 и чекат некој нешто негде да напише. Или може да имат наместено на Google да му стига нотификација кој се спомни пример името Александар, нив да му направи плюм, еди кој си го спомна Александар и ови одма влегват, влизачи директ, одма слики, одма муабети, вреѓања, чуда, вака било, така било. И то порано беше ексклузивно за нашиот јужен сосед. И то не зборам јужниот сосед, она му ти на удолу му ега или на тие надолу што се дешава. Нева, 99% од луѓето што прат такви коментари се обично луѓе што се поблиску до ова граница. Не знам зошто, ама така некако мене ми делува. Како и да е, поќе не е ексклузивно за нив. Денешно време, а се спомни нешто околу нашата држава, сите соседи може да се исклучок на северната страна, еве неам приметено натаму некој да коментира, ама истоко, западо и југо, по коментари надолу. Уште појако, не се сите коментари против нас и меѓу себе се јадат. Пошто нели сите се Македонија. Прво ќе се јави Јужна. Вие не сте Македонија, ние сме Македонија. Ја мајката. Нели Грција се вика? Грција или Македонија или Елада? Мислам да не се сватиме погрешно. Како што ви сака душата, така треба си се вика. На крај на денот живееме во едни модерни времења, кај што секој може како сака да се чувствува и како сака да се вика. Ама по таа логика, истото би требало да важи и за нас. Така? Или за нас не важи логиката. Нас кој не праша, така? И за под тој коментар обавезно имаш контра тука. Влегват македонци, грци, македонци. Албане. Му влегва контра и то на јужниот сосед. Му вели Нов Александар, Скендер. Знаеш ти му вели мајка му од кај? Од Епир. Епир кај? Епир е наш му вели.
цели и почнуваат да се касат измеѓу сега. Овие од ваму, овие од таму. Нашите измеѓу ја делат работата. Чекајте, не тепајте се, море, чекајте. И тука се случва она старата, двајца се карат, третиот корист. Кој е третиот? Нашиот источен сосед. Всички се един народ. 1, 2, 3, сите држави. И тука се вртат сите тројца и контра. Преако е како истата историја, значи истиот муавет напишан исто, се интерпретира различно од сите страни. И не само што се интерпретира, туку се наметнува, борби се водат по коментари, отвори било кое видео за било што се спомнува за кај нас, коментарите од оздола се, не можам да ти опишам, како да имат спремни војски луѓе и како му стигнува нотификација таму оди и одат и сите коментираат таму. Како да мислиш ако напишат коментар, се ќе му се среди во живото, сите коцки ќе му се наместат и супер ќе ви. Неверојатно, брат. Не дека историјата не е битно е да се знае кој од кај што е, зошто и како е. Ама знаеш што е побитно? Да си човек. Побитно е да ти е се во животот како што треба, да си здрав, прав, да си имаш фамилија, луѓе што те сакаат, да си заработваш како што треба, да можеш да си дозволиш живот како што треба, да си среќен. Тоа е најбитно. Ти кој што имаме кажано многу пати претходно, среќни луѓе не коментираат, брат. Значи човек што е среќен не се замара со ништото. Си оди и си ужива во живот. Среќен си. Му е гајле кој напишал што напишал за кого, како и каде. Знаеш кој се замара за тие работи? Луѓе што не се среќни. Луѓе што немат ништо попаметно во животот, па седнуваат по социјални мрежи и барат негде опашка за да се фатат. И то не само за оваа тема, то важи за сите народи, за сите теми секој. То што еди кој си ќе искоментира на било чие видео со било каков коментар нема ништо да смени кај никој во живот. Нити кај тој што го пиши коментарот, нити кај тој што го има видеото клаен. Тоа што ќе има милион знамиња и надписи во коментари и што се ќе нема, буквално ништо нема ми смени нити мене, нити те. Нити па ќе направи било што за било која држава. Значи да се замараат тие што ги одбирате за политичари толку многу, колку што се замарате вие во коментарите, на сите државите ќе ни беа на многу поубаво место и животот на сите ќе ни беше многу поубав од што ни е сега. Арно, ама ете сме тука сме. Немаме леп за јадење, па се јадиме меѓу себе. Ама добро, на крај на денот што разбирам па ја. Речи оди земи сработи нешто зел тука се сними. Синкир уредник си во некоја телевизија таму. Ама па ти шопа. И да ви кажам право и ќе ве послушам. Еве сега ќе исклучам камерата, ќе префрлам видеото, ќе си го измонтирам, ќе си го спремам и ги си го пуштам да си оди во програма. Па кој милва нека коментира. Толку од мене за денес. Поздрав, имајте убав ден.